Статистиките велат дека постојано се зголемува бројот на жртви на семејно насилство. Најбевте отварање на шелтер центри. Дали може Југоистокот да очекува во скоро време проработување на една таква установа? Така, во овој дел имаме 4 регионални центри кои што функционираат во моментот, беа затворени претходно и не беа во добра кондиција, но ги рестартиравме, им дозволивме да имаат кадар, делот нив ја сменија и локацијата затоа што не беше соодветна и по стандарди. Тие се во Скопје имаме, во Свети Никола имаме, во Кочани и во Полошкиот регион уштедно. Но важно е да кажеме дека во изминатата година се отворија и 3 центри кои што се здравствено-социјални центри за прв одговор при силување, при сексуално насилство, нешто што Македонија досега го немаше, и тие се стартувани во Скопје, Куманово и Тетово, и во Скопје имаме шелтер специфичен само за жртви на сексуално насилство. Што значи дека веќе 5 шелтер центри се активни и постојат и имаме уште 3 позиции каде што се дава прв одговор на сексуално насилство, но продолжуваме натаму. Ние ратификувавме Истанбулската конвенција, оперативниот план е веќе на влада и очекуваме дека сите сервиси во наредниот период ќе треба да се засилено да се отварат, но ги поттикнувам и граѓанските организации и општините да се обратат во Министерството за труд. Секој оној кој што ќе покаже капацитет за раководење со сервис на локално ниво, ќе може да добие решение и овластување за давање на социјална услуга, секако ако ги исполнува стандардите, и да си се финансира за работата која што ќе остварува. Затоа што законот со Светска банка помина, тоа е за заем, во кој што точно една од компонентите е развој на социјални услуги на локално ниво. И очекувам општините заедно со социјалните партнери да се обратат во Министерството и да им понудиме максимум во поддршка за да остварат сервиси, затоа што не може државата, како што кажав, да ги води сите сервиси. Битно и другите партнери да се зајакнат и да тие ги спроведуваат што поквалитетно услугите на локално ниво. Голем дел од западноевропските земји имаат центри во кои што паралелно се работи и со насилниците, а не само со жртвите на семејно насилство. Ние во Македонија чинам дека имаме само еден таков центар во Скопје. Можно ли е отварање на други центри во внатрешноста? Го имате ли тоа како план и програма во следниот период? Да, со тоа што многу имаме проблем со обучени лица кои што знаат да понудат поддршка на сторители. Јас сум лично основачот на тој центар кој што постои во Скопје, прв семеен центар и кој што нуди заштита за жртвата по посебен модел, за децата кои што се жртви, но и за сторителот. Зошто? За да не дека ние ги смируваме, првата идеја беше тоа, туку ако не работите со сторителот, тој повторно ќе влезе во нова врска, дури да се разведат и повторно ќе стане насилен. Жртвата никогаш нема да се растерети од тие трауми кои што ги имала и повторно ќе влегува во такви врски во кои што може да се најде на насилник, а децата зависно дали ќе се приклонат кон тоа да бидат жртви или сторители, но во секој случај тие трауми мора да се сработат. Така, овој интегриран модел е најдобар. И во Скопје функционира, но потребно е да имаме партнери, повторно велам, на локално ниво и психијатри, затоа што овој модел е психијатриски за работа со сторители, кои што се обучени по тие модели за да може таков тип на центри да се воспостават. Така да, ако се создадени капацитети во кој да е град, јас ги повикувам да се обратите дека ние ќе им дадеме поддршка да се воспостават тие сервиси. Ние единствено што ќе понудиме во наредниот период се тренинзи за лекари и за социјални работници и психолози кои што ќе може да работат понатаму и да воспоставуваат вакви сервиси секаде низ Македонија, зашто ни се потребни стварно. Хрватска и Бугарија се земји членки на Европската унија, но се уште имаат проблем при имплементација на Истанбулската конвенција. Можно ли и кај нас да се појават такви кочници во лавиринтите на институциите? До каде сме со таа имплементација? Не очекувам, затоа што ратификацијата помина навистина добро и демократски, морам да кажам. Исто така акциониот план сите институции подеднакво се вклучија. Законската регулатива единствено што очекувам е да се донесе закон за родово базирано насилство, нешто што во Македонија досега се сметаше само за семејно насилство. Ние велиме не, врз основа на родот често може да се жртва и токму затоа мора да се постави многу пошироко насилството и очекувам во кривичен законник исто така да додат лесно измените, затоа што кога веќе сте ратификувале во собрание нешто не би имало зошто да се кочат одредбите од кривичниот законник. Но она што ќе оди најтешко е создавање на капацитет за одговор при насилство. Зошто? Тука станува збор за менталитет.